Диалектите се богатството на македонскиот јазик. Тие добиваат својата специфична вредност кога при изборот на зборови се употребуваат токму оние кои му даваат посебен шарм. Особено кога се вметнуваат елементи со кои се добива форма, со која дополнително се акцентира нивото на опасност со која се соочил нивниот корисник. Тоа беа грени ли геба, за каш си беа диги. Друго? Тоа и Павло Мурат, тоа е як Павел беше туде. Од каде можеше да излезе брати за да се спаси? Преку Преку прозорец да го еба. Како да рече, џабо да го еба. За разлика од тој што извлекол жива глава, некому му немало спас, ама тоа во разговорниот речник редовно се третира како не толку важен чин. Па на оној што заминал, всушност му се посакува пријатен престој на местото каде што се упатил, без да се има предвид дека оттаму нема враќање. Сакаш да отпоеш до песма, ај пошто добре. Не може ба сега да ти кажам, зал не е за овога, саќе е клопано. Другарче. Па нема везе што нека живи здраво. Не ми е згодно. А оние кои навистина живи и здрави дошле на овој свет, уште од пелени се соочуваат со политичка инструментализација. Само така може да се протолкува намерата на еден градоначалник, кој со своето однесување сигурно не сакал да одглуми патронажна сестра, туку да покаже сила, моќ и ароганција. Со никаква најава, ниту кај директорот, ниту кај главната медицинска сестра, ниту кај раководителот оддел за гинекологија, ниту пак кај дежурниот лекар, да ги прескокне сите овие инстанции, да се појави на вратата на акушерско одделение во термин кој што тој сметал дека треба да биде таму, неполни 3,5 часа по поредување на пациентката. А по породувањето во главниот град, очигледно е дека организацијата од која доаѓа првата скопска дама се соочува со сериозни предизвици, кои може би биле причина таа да го напушти чедото кое го негуваше речиси една деценија. Дури најинформираните имаат проблем да назначат кого всушност таа раководела. Дали вие знаете една членка на Сојуз на стопански камари? Сега да кажете. Па јас знам. Кој? Членка како фирма? Да. Знаеш некоја? Знам, сигурно знам, само треба да размислам. Не знаеш. Многу работи не се знаат, но за нив се разбира од која ќе се вкусат. Каков ќе биде тој, кисел или благ, изгледа не зависи многу од изборот, туку од среќата. Како жена ти што си го земал непробано, и зрното ќе си го земеш, гроздачето непробано и што ти биде на касмет. И на крајот, кога навистина фали и среќа, ама и знаење и умешност. И согласно најмодерните стандарди ќе изградиме водоводна мрежа во сите населени места каде што ги нема. Во македонската политичка традиција е да се градат потемкинови села. Најважно е на гласачите само да им се пушти водичка.